Овакви едни обскурни општества како нашето, кај што гледаме што се случува со законите и како тие функционираат и како се перпетуираат од вакви Да, се многу зависи од центрите на моќ, многу малку од граѓаните. Така што би ги напуштила и во таа смисла се повеќе приклонувам, може ке звучи дури анархично, не радикално анархично, ама ете, кон концептите на организирана анархија, што не е ништо негативно и ништо страшно, иако може некои лисици да не стае сега за тоа, за нешто друго не знам, не, ама за тоа да, приклонувам кон тие затоа што тие во ваквите пак ќе речам обскурни општества, каде што имаме една ентропичност на политичките системи, таквите не враќаат кон концептите на самоорганизирање. Нешто што сме го живееле одамна во социјализмот. Тогаш го викавме самоуправување, сега ќе го наречеме самоорганизирање или не знам како. Сега некој кога го слуша ова, веројатно му прозвучува страшно тоа, бидејќи тоа самоуправување пропадна, се уруши самото во себе. Да, затоа што повторно политичките системи кои што се обидоа да озаконат некои работи во полза на врвот, на елитите, заради тоа тие го направија да постои во интерес на политичките елити и да си го толкува херменевтика, толкување кој како сака. Но доколку се вратиме на она за кое што претходно зборав, а кое што постои во алтернативните, како да кажам, правни концепти, а тоа е кодот на заедницата. Не против култови сум, не би сакала култ на заедница, но кодот на заедницата која што ќе детектира што е потребно, Ивана тоа го спомна, што е потребно на заедницата и во согласно со таа потреба ќе гради модели, системи во кои што заедницата нема само во предизборна кампања да биде спомената како нешто што треба да учествува, туку таа реално ќе проникне во општествениот систем.